Лицата со телесен инвалидитет кои живеат надвор од Скопје со години не може да полагаат за возачка дозвола затоа што единственото возило во државава приспособено за оваа намена се наоѓало во главниот град. Вакви возила нема во другите населени места. Ѓорѓе Велески од Прилеп вози веќе на 30 години. Нема возачка дозвола. Досега вели дека полицијата имала разбирање за оваа ситуација и не им правела проблеми. Но во последните неколку месеци контролите зачестиле, но и како што вели дрското однесување на некои полициски службеници. Почна да изиграва и доктори. Не запира, му даваме тоа што треба да му дадеме. Сообраќајна дозвола, регистрирано, дотерано, се што треба. Тие не ни веруваат дека ние сме телесни инвалиди. Едноставно ни вели излези од кола или од кај да знам јас дека ти си телесен инвалидитет. Лицата со телесен инвалидитет велат дека не сакаат да го прекршуваат законот, но бараат и државата да ги почитува меѓународните конвенции кои што ги подпишала и да им овозможи тоа што им е потребно. Имаат потреба од возило, имаат потреба од возење на возило со специјални намени, сакаат да си полагаат луѓето, сакаат да се вклучат во системот, во режимот сообраќаен. Така да ние не сакаме да стрчиме во општеството, со нас си го бараме по конвенцијата. Сакаат да полагаат во своите градови тоа со своите адаптирани возила за нивни потреби, затоа што велат дека секој човек си има посебен проблем, кој бара посебна адаптација на возилото. Не може да има возило наменето за сите инвалидности. За да одат во Скопје, немале пари. Еве ќе полагаме во Скопје. Ќе прифатиме и во Скопје да полагаме. Меѓутоа, кој нас ќе ни ги плати додатните трошоци? Ние живееме од 9.000 до 10.000 денари земаме од државата што ни дава. А возачката ние ако одиме во Скопје да ја вадиме, нас ни треба 1000 евра. Само во Прилеп имало 40 на лица со телесен инвалидитет кои што се соочуваат со овој проблем, а бројката била голема и во другите градови. Лицата со инвалидитет се надеваат дека државата ќе го слушне овој нивни апел и дека во најбрз можен рок ќе им помогне.